Здраво и добро дојавте уште едно предавање каде што во ова видео ќе збориме за нутриционистичките типови на бактерии. Односно микроорганизми, не на бактерии, и како тоа се исхрануваат, односно како користат материјали за основа за добивање енергија и за добивање продукти со кои може да се расте. Сега порано се користеше терминологијата, значи хетеротрофи и автотрофи кои се хранат сами или јадат друга материја, но тоа едноставно не е доволно и треба да го разгледаме во однос на кој е изворот на енергија, значи изворот на енергија, изворот на водород и изворот на јаглерод. Бејќи јаглерод и водород се основни за градбени продукти, значи водород е потребен и за градбени продукти, а потребен и за енергија. Сега, во однос на како добиваат енергија, односно како добиваат АТП, можеме да ги поделиме на две, значи како добиваат АТП, можеме да ги поделиме на фототрофи и хемотрофи. Значи фототрофи и хемотрофи. Сега фототрофи всушност добиваат енергија преку светлина, значи преку УХВ, ова се случува значи кај растенијата, има и кај бактерии, нели што се случува тие кои се даваат фотосинтетски бактерии. Значи со помош на енергија се синтетизира АТП. А кај хемотрофите со помош на оксидоредукциски реакции, значи со помош на редокс процеси, значи редокс. Многу е ова големо, земе кој е потенко. Редокс процеси. Сега во однос на како добиваат водород, значи како добиваат водород кој е потребен и за енергија и за структурни единици. Водородот може да го добиваат од органска материја или пак од неорганска. И така се делат на органотрофи и литотрофи. Органотрофите значи го добиваат водород од некоја органска материја, а литотрофите го добиваат неорганска, например карпи, значи од карпи. И последно остана да разгледаме зависно од кај го добиваат јаглеродот. Значи спрема добивањето на јаглерод ги делиме на автотрофи и хетеротрофи. Значи автотрофи го добиваат јаглеродот од CO2, значи од воздухот као растенијата, а хетеротрофите го добиваат јаглеродот од некоја органска материја, значи некое мртво животно, така, или од некое растение. Од животни или растенија. Значи од некоја мртва органска материја или може и од жива органска материја, како некои паразити. Сега бидејќи исхранувањето е толку комплексно кај микроорганизмите, па и кај овие термини се користат и за повисоките организми, значи ние например, ние сме хемо, органо, хетеротрофи. Значи ние сме хемо, органо, хетеротрофи. Некои други, например растенијата се како некои дрва се фото, лито, автотрофи. Например фунгите исто кои се исхрануваат со мртва материја, тие се хемо, органо или лито, зависи, хетеротрофи. Значи со комбинација на овие термини се добиваат нутриционистичките типови на организмите. Значи не се само по например хемотроф или фототроф или само хетеротроф или автотроф, него се комбинираат сите овие 6 називи за да се добијат потребните термини за да се опишат одредени нутриционистички типови. Добро, се надам дека научевте нешто, ќе се видиме во наредното видео.